Понепријатно од тоа да ти смрди здивот и да прнди мајка ти на родителска. Океј, кај секој се јавуваат наутро, во зависност од тоа што јадел навечер, ама кај некој може да се користи како екстракт за бојни отрови. На некој типој толку му копат здивот, што треба да се направи добротворен концерт и со париве од карти да му се купат паста за заби, тик-так и ментол спреј за 10 колена унапред. Ради младите генерации слободно да растат. На некој толку му копат здивот што промаја во јавно ВЦ може да користит како освежувач за простор. На поедини луѓе толку им корнит здивот што мојт да убиет мува лајнарка на 3 метра. Со ждригање. Страшно нешто. Одма ќе приметиш дека некој таков не е ако сте големо друштво, дека не излегол со вас. Брат, нешто свежо вечерва, а? Па свежо? Не е излезен оралнион. Толку му смрдит здивон што ми идат место шал гаќи да му облечам нагла. Не дај Боже некој таков да го застанит полиција да му направат алкотест. Ку ќе дувнит во апаратчено за алкотест, место пијан посран ќе покаже. И следниот после него што ќе дувнит во апаратчето треба не со паста за заби, со доместос да се мија. Да ојд на нуркање таков некој, ако испушти воздух под вода, еко катастрофа. Комплет флора и фауна во радиус од 20 метри ќе изумрит. Инстантно. Таков тип, не дај таков може да излегвит само во кафичина отворено. И да пијат ладно Нескафе. Зашто ако дувнит на макијатото за да се оладит, ојде промет од дента. Мал совет, никогаш немој да ојте на роден ден кај некој што му копат здивот. Цело време ќе се плашиш да пукнит некој од балониве и да се заебит атмосферава. Има уште. Сакате уште? Мајка му дури не му прави торта заш му смрдит здивот. За да не мора да дуват на свехиве. И секогаш некој таков има нешто тајно да ти кажи. Погоди шо? За да ти кажи некој нешто тајно, треба да ти се доближи. А ти моли се да не е предолго. Брат, многу јак вид знам за плавуши. Шо барат плавуша на симпозиум за астрофизика? Не, мислам, шо барат? Страшно, човече. Ти идат место ментол бомбона памперс да му пикниш в уста. Заш кај него и ментол бомбона би избегала од уста. Никогаш не можеш да емпатираш со некој таков. Кажи бе, брат, шо ти е? Тешко ми е. Човече! Страшно! Цунами! Затоа, ако секогаш ви дават предност кој ќе купите во ред во супермаркет, и ако од кој излезиш од супермаркетов го затворет ради реновирање, сватете го лично и мите заби почесто. Ви се бенди са песничево пред мене.
Имате приметено дека македонскиве поп пеачки имаат песни од типот Знај, јас знам дека знаеш ти, ке дознаеш пред крај, дека ништо не ти вреди, се што знам јас и ти ке дознаеш. Hello, јас знам, ти не знаеш, ама ако знаеш све, зошто песнава? Знаела таја. Господе! Ако, значи, песна се пиши, те сакам, не можам без тебе, веќе изгорев, И пишам песна за да ми е полесно на душичево. Вака, јас знам, ти не знаеш. Дури и турбо фолк имат подобри потенцијали од нашава поп музика. Луѓе, то не е музика. Турбо фолк е музичиште. Класичен пример ќе дам. Цеца, така лектира за турбо фолк. Да го земиме клавиатуристов од Цеца. Кукавица. Малце да заборајат како беше песната понатаму. Одма джез ке станит. Не джез, джезиште. Страшно. На YouTube нема терминологија за да аплодираш клипче Турбо Фолк. Тајтл Кукавица. Артист не, певалка. Категори мизери. Лајсенс забрането. За сите возрасти. Страшно. А овие во публика на концерти. Кукавица. Да, така е, брат. То шо пејте вистина. То во реалноста. То, Цецо, нисам знала да си таква кукавица. Можеше да се чуе од моја страна, Фатмир брат, те молам, направи оваа пресметка. Или кон другиот Фатмир, Фатмир брат, ако може до утре ова законско решение да го спремиме. Албанскиот јазик не е мој мајчин јазик. А сепак одлично се разбираме, бидејќи тоа е мојот братски јазик. Се разбираме бидејќи мораме да продолжиме да ги негуваме европските цивилизацијските вредности.